Малку е веројатно дека Балканот ќе најде место на агендата на новата американска администрација во првите 100 дена од мандатот. Ова се предвидувањата на стручњаци од Вашингтон со кои разговараше Лилица Кидановска. Џон Болтон е поранешен постојан американски представник во Обединетите нации, но останува длабоко инволвиран во американската политичка сцена преку American Enterprise Institute во Вашингтон. Таму го најдовме да го запрашаме каде е Балканот на мапата на новата американска администрација. Еве што ни одговори. Мислам дека е многу тешко да се каже во овој момент. Не мислам дека Балканот е приоритет, иако се уште е рано. Блискиот Исток и Иран ќе консумираат голем дел од агендата, но според мене вистински приоритет за оваа администрација е домашното економско опоравување, а надворешната политика генерално ќе биде во втор план, споредено со економските прашања, барем до размери до кои председателот ќе може да се зафати со нивно решавање. Џон Фефер, кој го води надворешно политичкиот оддел на Американскиот институт за политички студии во Вашингтон, со екстензивно искуство на работа на Балканот, слично размислува. Балканот не е приоритетна област за администрацијата на Обама, вели тој. На неговата агенда секако ќе доминираат домашните прашања, економската криза. На надворешно политички план фокусот ќе биде на кризните подрачја на денот: Ирак, Авганистан, Пакистан, како и на некои тематски прашања, како на пример глобалното затоплување. Очигледно е дека некои области во светот нема да добијат толкаво внимание колкаво што заслужуваат. Балканот е еден пример за тоа. Македонија уживаше голема поддршка од претходната американска администрација. Ако нема да има промени во политиката кон државата, дали тоа е добра вест за Македонија на предстојниот самит на Северноатлантската алијанса, го запрашавме Џон Болтон. Првиот нареден самит на НАТО доаѓа во април, што е многу рано по инаугурацијата на председателот Обама. Би бил изненаден да имаат целосно формулирана позиција до тогаш, беше неговиот одговор. Сепак, Фефер од Американскиот институт за политички студии вели дека една можност за администрацијата на Обама рано да пожне надворешно политички успех може да биде токму Македонија. Нема да видиме конвенционални успеси за Ирак, за Авганистан и така натаму, но за прашања што не се во преден план, како Македонија, администрацијата на Обама може да има успех ако заземе проактивен став, преку да речеме настојчива дипломатска иницијатива во регионот, со именување специјален пратеник, собирање на партиите за дискусии на високо ниво и така натаму. Но пред се, вели тој, мора да се случи компромис од двете страни, грчката и македонската. Далечна можност за Балканот да се најде на радарот на новата администрација е ако Џо Бајден и Хилари Клинтон се заложат за тоа, кои во минатото беа инволвирани во прашања на регионот.